Јас ги представувам Соединетите Американски држави. Не можете со мене и мојата земја на овој начин. По кој повод не држите тука? Тука сте затоа што си поигрувате со мене и со мојата земја. Мојата земја не е лабораторија. Не е експериментално глувче да правите нуклеарни проби. Почитувам премиеро. Не успеавте да го сочувате нуклеарното оружје што ви го дадовме за ваша заштита. Ако јас не се лажам, вие не молевте ли за ово оружје? Доста. Дрски сте. Одбивам повеќе да останам тука. Зошто? Се плашиш ли да умреш? Види, јас не се плашам. Искусни сте во овие работи. Ја бомбардиравте Јапонија. Добро ви е познато што се случуваше и како луѓето умираа. Што сакате од нас? Ништо. Сакаме да умреме заедно со својот сојузник. 60 години сме сојузници, нели? Господине премиеру, животот на нашите сојузници е драгоцен. Можеби ќе можат да ја спречат експлозијата на бомбата. Како можат да го направат тоа? Ке се јават во Пентагон, ќе ја најдат шифрата на оваа бомба и системот ќе се исклучи од Вашингтон. Ви се молам, активирајте таа бомба. Најважните личности на турската држава, америчкиот генерал, амбасадорот и милиони луѓе ќе умрат. Односите помеѓу Турција и Америка бесконечно ќе бидат нарушени. Турција ќе го напушти НАТО. На тој начин, како и во минатото, ќе остане само од нас зависна. Ова е голема шанса за Германија. Голема шанса за Третиот рајх. Бомбата не можеме да ја стопираме затоа што наредбата за нејзино активирање не е дадена од Вашингтон. Што ни наредувате да правиме? Влезете на координатите каде што се наоѓаме. 41 степен, 10 минути и 8 секунди, источна должина. 29 степени, 8 минути северна широчина. Запишав, господине. Ќе се обидеме да блокираме. Имате уште 45 секунди. Се трудиме, господине. Првиот обид е неуспешен. Обидете се со сателитот W18. Повторно неуспешно. Ќе се обидеме со нешто друго. Обидот 313 е неуспешен. Уште 15 секунди. Се обидувам со Г45. Повторно неуспешно. Само момент, господине. Го вклучуваме новиот систем. Останаа само 6 секунди. Кој е тој умоболен што сака да ја активира оваа бомба?